Добар ден, драги ученици! Во оваа училница на часот по математика за 8 одделение ќе ве водам јас, Вангелица Поповска, наставник во Општинското основно училиште Лазо Ангеловски во Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме оваа наставна содржина. Во темата број 1, број и решавање проблеми, ја работиме наставната единица за окружување на цели броеви до степен со основа 10 или децимален број со 2 децимални места. Целите кои што треба да ги исполниме се следните. Ученикот да заокружува броеви со однапред зададена точност и да проценува и одредува приближна вредност на број. Која е потребата од заокружување броеви? Понекогаш не е потребно да ја знаеме точната вредност на даден број, односно броевите можеме да ги заокружуваме и да работиме со нивната приближна вредност. Например, кога зборуваме за број на гледачи на спортски надпревар, или пак должина на патот меѓу две населени места, или пак број на автомобили на еден паркинг и така натаму. Понекогаш ние самите треба да донесеме одлука како треба да го заокружиме решението на задачата. Еве еден пример од секојдневниот живот. Елена на својата роденденска забава поканила 27 гости. Во нејзиниот двор на една маса можат да седнат 6 луѓе. Прашањето гласи: колку маси треба да се наместат за да може сите присутни гости да седнат? Одговорот на ова прашање е следен. За да може сите присутни гости да седнат, треба да се наместат 5 маси. А како доаѓаме до одговорот? Купниот број на поканети гости, 27, го делиме со бројот на луѓе што може да седнат на една маса, 6. И добиваме дека количникот е 4,5. Меѓутоа, бидејќи масите не можеме да ги заокружуваме, а сите присутни треба да седнат, заокружуваме на бројот 5. Затоа одговорот е дека треба да се наместат 5 маси. Овде заокружувањето е од практична природа. Заокружувањето на броевите може да се изведува на повеќе нива. И тоа до најблискиот цел број, до најблиската десетка, до најблиската стотка и така натаму. Доколку пак станува збор за децимален број, тогаш заокружувањето може да биде на едно децимално место и велиме заокружуваме на десетинки, на 2 децимални места, на стотинки и така натаму. Еве еден пример. Бројот 572 сакаме да го заокружиме од А на најблиската стотка, од Б на најблиската десетка. Решението ќе го видиме на бројна права. Бројот 572 е сместен на бројната права помеѓу двете стотки 500 и 600. Меѓутоа, што можеме да забележиме, се наоѓа поблиску до 600. Затоа заокружувањето ќе биде на бројот 600. Од Б, ако истиот тој број сега сакаме да го заокружиме на најблиската десетка, и прикажуваме броевите на бројната права 570 и 580. Овој пат, бројот 572 го заокружуваме до поблискиот на него број 570. Како го запишуваме решението? Од А, 572 пишуваме е приближно еднакво до 600. Од Б запишуваме 572 е приближно еднакво до 570. Значи, наместо знакот за еднакво, го користиме знакот за приближно еднакво. Ќе разгледаме уште еден пример во кој што овој пат ќе заокружуваме децимален број. Од А на едно децимално место, од Б на 2 децимални места. Овој пат решението нема да го представуваме на бројна права, туку ќе ги употребиме правилата. Кога заокружуваме број, треба да ја гледаме цифрата со помала месна вредност од бараната. Ако таа цифра е помала од 5,
тогаш заокружувањето е на помалиот број. Ако таа цифра е 5 или повеќе од 5, тогаш заокружувањето е на поголемиот број. Да го разгледаме решението. Од А, ако заокружуваме на едно децимално место, првата цифра што ја отфрламе е 4. Бидејќи 4 е помалку од 5, тројката останува на место. Заокружениот број ќе биде 12,3. Ако истиот број го заокружуваме на две децимални места, првата цифра што отфрламе е 5, а правилото вели ако е 5 или повеќе од 5, предходната цифра 4 ја зголемуваме за 1, таа станува 5. Заокружениот број ќе биде 12,35. Еве неколку интересни примери. Ако бројот 3,042 сакаме да го заокружиме на едно место, првата цифра што отфрламе е 4. 4 е помалку од 5, а нулата останува непроменета. Значи пишуваме приближно еднакво на 3,0, а бидејќи го знаеме правилото дека нулите во децималниот број, ако се наоѓаат на крајот, можеме да ги спуштиме, решението ќе биде 3. Во бројот 0,3004, ако заокружуваме на две децимални места, две децимални места, прва цифра што отфрламе е нулата. Значи нулата е помалку од 5, предходната нула останува непроменета. Од истите причини нулата изоставуваме и заокружувањето е 0,3. Во следниот пример 14,0991 заокружуваме на две децимални места. Овој пат првата цифра што отфрламе е 9, бидејќи е повеќе од 5. Деветката ја зголемуваме за 1, станува 10, меѓутоа не пишуваме 10, туку пишуваме 0, а единицата ја префрламе на местото од десетинки. И решението ќе биде 14,10, односно нулата. Повторно ја заставуваме и станува 14,1. И уште еден пример. Бројот 4,996 заокружен на две децимални места. Това се овие две децимални места. Цифрата 6 што ја отфрламе е повеќе од 5. Затоа ова 9 ја зголемуваме за 1, станува 10, пишуваме 0, а едното што го помнуваме го додаваме кај десетинките. 9 плюс 1 10, повторно пишуваме 0, а единицата ја додаваме на 4. Таа станува 5. 5,00 може да се запише уште како 5 цели. Тоа е се за оваа наставна единица. Ви благодарам на вниманието.